Градот Битола е точката во која се пресекуваат различните култури, уметности, духовните достигнувања. Јазичните бариери се распаѓаат кон никогаш да не биле. Градот Битола има една посебна душа која што останува да обстојува стамено и гордо и покрај многуте разорни историски ветришта. Еден значаен доказ за тоа е годинешново 36-то издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки. Интернационалниот фестивал на филмската камера Браќа Манаки е првиот и најстар светски филмски фестивал посветен на креативноста на светските кинематографери. Започна во 1979 година по иницијатива на еден од главните основачи, Друштвото на филмските професионалци на Македонија, а во соработка со градот домаќин Битола и Кинотеката на Македонија. Основан е во чест и како инспирација од пребогатиот фотографско-филмски опус на браќата Манаки, Јанаки и Милтон, кому во едногодинава му одбележуваме и 135 години од раѓањето. Со тоа природно биле удрени темелите на идниот фестивал. Во градот Подпелистер, градот на конзулите Битола, каде што браќата Манаки имале фотографско студио и кино. Фестивалот е навистина културна презентација на културниот живот на Македонија и односно вреднување на филмот како уметност во рамките на светската кинематографија. Одржувањето на фестивалот дојде спонтано. Така може да се рече едноставно како од рака. Јас како раководител на киноклубот Милтон Манаки во Битола бев организатор наназад неколкуте години на годишнините од смртта на Милтон Манаки. И секоја година на 5 март организиравме таа комеморација на комплексот на неговото вечно почивалиште на влашките гробишта во Битола. И јас како координатор во таа организација ги поканив оние што навистина заслужува да бидат присутни на тоа чествување. Пред се раководителите на градот, структурите културни, а пред се тука ги поканивме секако филмаџите од Република Македонија. Начело со представници од Кинотеката, која тогаш веќе беше формирана веќе и имаше своји активности во однос на филмската, заштитата на таа филмска уметност, и пред се Друштвото на филмските работници и филмски работници. На чествувањето на самиот гроб негов, како што спомнав, на неговото вечно почивалиште на Милтон Манаки, бевме присутни, таму една поголема делегација и потоа бевме повикани да одиме во посета кај тогашниот градоначалник, а тогаш беше председател на општината, господинот Павле Ѓоргиевски, и ние, организаторите, подпомогнати од тогашното СИС за култура, кој иницираше преку киноклубот организацијата на манифестацијата, чествувањето, бевме таму и се наметна идејата да направиме нешто да се одбележува овој настан, не само со вакво чествување како што дотогаш беше, а тогаш се славеа 15 години од смртта на Милтон Манаки, да биде со некоја филмска манифестација. Структурите градски ја поддржа иницијативата и дадоа задача на СИЗО за култура да се сето тоа организира и да се направи предлог да се направи манифестацијата. Се вративме оттаму во хотелот Епинал, бевме удостоени со еден ручек од страна на општината, сите ние присутни, и од страна на Ацо Петровски, директорот на Кинотеката, Рули Османли, режисерот и други филмски работници, се наметна идеја да организираме манакиеви средби на филмски работници. Се наметна идејата убаво ќе биде
да биде на сниматели. Бидејќи Манаки беше снимател, да биде на сниматели. Терминот одржување се наметна по предлог на одредени структури градски. Убаво ќе биде вели да ја збогатиме прославата на основањето на Битолскиот универзитет, да биде и ова манифестација во рамките на таа прослава од формирањето, односно регистрирањето на универзитетот. Тоа беше 23, 24 април и може да се речи се организиравме, односно Друштвото на филмските работници се организира преку контактите преку Сојузот на филмските работници на Југославија и филмаџите од Југославија да се организира југословенска средба, односно така наречени Манакиеви средби. Така Битола стана мека на најдобрите светски директори на фотографија, откривајќи многу нови таленти кои денес важат за врвни уметници на филмската фотографија и кинестетика. Закитени со наградите на нашиот фестивал, а паралелно овенчани и со славата на оскаровци, кои низ годините шетаа по улиците на Битола, која ја сметат за свое уметничко гнездо. Покрај плејадата лауреати на наградите од официјалната конкуренција Камера 300, фестивалот Браќа Манаки е горд и на својот клуб на великаните, во кој влегуваат најголемите светски мајстори на филмската камера или фотографија, кои станаа добитници на двете почесни врвни награди – Златната камера 300 за животно дело и специјалната Златна камера 300 за особен придонес во светската филмска уметност. По постхумно доделената Златна камера 300 за животно дело на Милтон Манаки на 17-тиот фестивал во 1996 година, а следната и Златните камери 300 за животно дело на македонските доаени и кинематограферите Љубе Петковски и Бранко Михајловски, последните изданија до денес лауреати на овие вредни награди на првата стана кинематограферите великани на светската филмска уметност како Свен Никвист, Анри Алекан, Фреди Френсис, како тогашен председател, тој иницира и го претвори во реалност почесното членство на браќата Милтон и Јанаки Манаки во светски престижното британско друштво на сниматели, чиј оригинален сертификат е врамен и се чува во канцеларијата на фестивалот Браќа Манаки во Скопје. Потоа следува Хозе Луис Алкаине, исто и како председател на интернационалното жири, Јержи Вујчик, Раул Кутар, Виторија Стораро и председател на жирито бил Вадим Јусов, Мирослав Ондричек, Тонино Дели, Коли, Валтер Карваљо, Михаил Балхаус, Вилмош Жигмонт, Били Вилијамс, Питер Сушицки, Данте Спиноти, Анатолиј Петрицки, Лучано Таволи и Крис Менчис. Добитници на втората награда по важност се Кристофер Дойл, Ентони Дот Ментел, Роби Милер, Бруно Делбонел, Роджер Прат, Кристијан Бергер, Ањес Годар, Лука Бигаци и од редовите на актерите. Тука се Викторија Абрил, Дирил Хана, Кетрин Денев, Изабел Ипер, Жилиет Бинош, Чарлз Денс, Мики Манојловик, како и режисерите Јержи Менцел, Велјко Булајик, Карен Шакназаров и Менахем Голан, како и двократниот оскаровец продуцентот Бранко Лустик. Многумина од овие великани како председатели на главното жири или членови придонесо вредноста на главните награди да стане многу значајна за добитниците. Фестивал Браќа Манаки за мене секогаш е празник. Може би моите први средби со Фестивал Браќа Манаки некаде се кон средината на 90-тите години. Како средношколец посетував голем дел од филмските проекции и имаше значајно место во календарот на годишни активности. Го ценам и во многу интервјуа сум го потенцирал како едно од најзначајните културни случувања не само во нашата држава, туку и на регионално, можеби европско рамниште. Значи тоа е еден фестивал со огромен потенцијал кој што многу значи за Битола и радува што од година во година се организира на повисоко ниво. Во континуитет од 36 години,
Националната установа Центар за култура од Битола на фестивалот Браќа Манаки му ја дава поддршката, онаа суптилната на која битолчани се многу горди. Посебно ако се земе во предвид тоа дека последниве години главниот виновник, секако во позитивна смисла, затоа што во градот културата и уметноста одат во нагорна линија и тоа дека во Битола имаат настап светски познати уметници е токму производ на одличната организација и план и програма токму на Центарот за култура. Па најпрво благодарам за пофалбите и за убавите зборови. Значењето на Центарот за култура за фестивал Браќа Манаки е големо, бидејќи најпрво Центарот за култура е еден од основачите на фестивалот. Долги години и директен организатор, значи некаде се до 96-та година во соработка со Кинотека на Македонија, со Друштвото на филмски работници, а потоа како еден од главните партнери во реализацијата на фестивалот. Така да целата програма, изминатите изданија се реализира во Центарот за култура, значи големата и малата сала. Оваа година ќе биде ставена на располагање дигитализирана и театарската сала. Значи во истата зграда имаме 3 киносали каде што се реализира програмата. На техничко ниво се стави на располагање целокупната опрема, просторните капацитети кои што ги споменав, луѓето, човечките ресурси. Многу значаен сегмент во смисла на техничката опрема е дигиталната опрема која што ја набавивме во 2013 година со поддршка на Министерството за култура, Општина Битола, Агенцијата за филм и Еуримаш, европската мрежа на киноприкажувачи. Таа дигитална опрема е поставена во големата сала и многу значи за подигнување на техничкиот квалитет на проекциите, бидејќи пред се со самото тоа што е филмски фестивал, уште повеќе што е фестивал на филмската камера, беше многу значајно да има одлични технички услови и иако ова звучи нескромно, реакциите на учесниците, директорите на фотографија, режисерите, авторите на филмовите, навистина во изминатите неколку изданија од кога опремата е ставена на располагање, значи 2 вкупно, сега ќе биде 3-то издание, се повеќе од одлични и изненадувачки дури и за нас. Така да еден проблем кој што фестивалот го имаше долги години наназад веќе се отклонува, а оваа година со дигитализирањето барем за време на траењето на фестивалот и на театарската сала, очекувам нивото да биде уште повисоко. Оваа година протече 36-тото издание на фестивалот Браќа Манаки. Бројот 36 не е само проста бројка. Несомнено, за да се дојде до оваа возраст, фестивалот растел, подложен на различни размислувања и идеи, но досега преживеел и ќе живее. Па воопшто не е едноставно, бидејќи не е доволно да има само приказна. Фестивал Браќа Манаки, да, ја има приказната за браќата Манаки, кои што се првите сниматели на Балканот и работеле и живееле во Битола, но не е доволно само тоа. Потребно е многу работа, голем потенцијал и пожртвуваност и во континуитет да се држи еден фестивал 36 години, навистина за пофалба на сите оние кои што се вложиле во фестивалот изминатите години, почнувајќи од основачите, па се до оние кои што се во различен сегмент вклучени во организацијата и во реализацијата на фестивалот. Навистина голема е одговорноста и станува уште поголема од година во година како што фестивалот и го подигнува реномето и врват годините и се зголемува традицијата. Така да не е лесно, бидејќи ние како Центар за култура организираме многу фестивали. Го имаме и Линденски денови, кој што е уште постар фестивал, кој што го имаше 45-тото издание. И тоа е куриозитет, бидејќи во континуитет се одржува без никакви прекини, иако имал подеми и падови за време, како што впрочем има и фестивал Браќа Манаки, но сепак тука би ги поздравил и иако не можам да ги споменам сите, бидејќи сигурно некој ги испуштам сите оние луѓе кои што биле дел од изданијата изминатите години се навистина значајни за континуитетот за одржувањето на фестивалот. Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки годинава беше представен и во Кан.
Оваа година се одбележува 120 годишнината од првите филмски записи и раѓањето на филмот од француските браќа Огис и Луј Лимиер. Но исто така, оваа година се одбележува и 110 години од творештвото на браќата Манаки. Благодарение на овој фестивал, широк сокак ќе го прошетаат значајни филмски личности од целиот свет и ќе ја запознаат Битола одблиску. Оваа година наградите на фестивалот им беа доделени. Наградата за животно дело Златна камера 300 ја доби чешкиот кинематографер Јаромир Шофер. Ришард Ленчевски е добитник на наградата за животно дело Златна камера 300. Наградата пак за животно дело Златна камера 300 и наградата Си камера за придонес во балканското филмско наследство ја добива српскиот кинематографер и режисер Божидар Бота Николиќ. Добро познатиот Бруно Ганц е добитник на специјалната награда Златна камера 300 за придонес во светската филмска уметност, додека пак рускиот актер Алексеј Серебрјаков е добитник на специјалната награда Златна камера 300 за особен придонес во светската филмска уметност. Оваа година решивме да имаме 3 лауреати. Идејата произлезе од фактот дека размислувавме за лауреат кој е од југоисточна, односно централна Европа, и свативме дека има толку многу што ќе беше нечесно ако изберевме само еден, затоа што сите тие многу допринеле за развојот на филмската уметност, а и за со своите дела дале таков печат што беа незаобиколни во оваа наша желба да донесеме лауреат од овие простори или од просторите на Централна и Источна Европа. Се решивме за кинематографирите Јаромир Шофер, тој е директор на фотографија на филмовите на Менцел, Оскаровец, за Ришард Ленчевски, исто Оскаровец, минатата година со филмот Ида од Полска. Јаромир Шофер е од Чешка. И за Божидар Бота Николиќ од Србија, директор на фотографија на култните филмови од 80-тите, што ја обележаа југословенската кинематографија, како Кото тамо пева, Балкански шпиун, 3 карте за Холивуд, Професионалац и така натаму. Мислам дека направивме вистински избор. Многу ни е драго дека лауреатите со голема радост, навистина со голем ентузијазам и покрај возраста прифатија и ќе бидат дел од фестивалот. Двајца од нив ќе бидат и членови на жирито, а Ришард ќе биде и председател на интернационалното жири. И нас ни е особено драго што тие го прифатија ова како голема чест и како голем предизвик да присуствуваат и да бидат дел од овој фестивал и да допринесат да фестивалот биде оваа година и по ритам и по квалитет и она што сакаме да биде, значи подобар и да биде во однос на сите работи што сме ги планирале успешен. Освен значи Ришард и Бота Николиќ, членови на меѓународното жири ќе бидат Ерџан Касал, сценарист и актер од Турција, Хаед Бенкара, продуцентка и еден од главните консултанти на фестивалот во Торонто, Канада, и за нас особена чест е дека како македонски представник на жирито ќе биде еден од нашите најзначајни режисери, господинот Митко Панов. Во рамките на фестивалот ќе се одржат многу воркшопови, мастер-класи, многу презентации. Ние направивме договори со
неколку значајни институции од светот на филмот во Европа. Едната е Торино Film Lab, која е заедно со ЕАВ најзначајната институција во Европа за развој на нови проекти. Нејзин директор е директори на фестивалот во Венеција, господинот Барбера. Оваа година за прв пат ќе бидат дел од некаква активност во Македонија. Се надеваме дека таа активност и таа соработка ќе продолжи долги години, со оглед на тоа дека очекуваме дека Манаки скрип лабораторијата, што ја организираме заедно со нив за развој на сценарио, ќе предизвика и ќе предизвикува се поголем интерес кај младите продуценти и режисери. Исто така, од значајни институции би ја спомнал унгарската лабораторија, филмска лабораторија од Будимпешта. Таа ќе биде спонзор на една од новите програми, на програмата Нов европски филм, и ќе додели грант во висина од 10.000 евра за режисерот чиј филм ќе биде прогласен за најдобар во оваа програма. Од работите што се значајни и што јас сакам да ги споменам е учеството на господинот Милчо Манчевски со два мастер класа. Еден мастер клас ќе биде на англиски и наменет за сите учесници на фестивалот. Она што е важно дека во време на одржување на сите овие манифестации, односно работилници и пропратни активности, ние подпишавме како фестивал договор со сите универзитети од Југоисточна Европа, меморандуми за соработка, и сите универзитети ќе ги испратат своите најдобри студенти на фестивалот, така да мастер класовите и работилниците стварно ќе бидат еден предизвик и за оние што ги водат, меѓутоа од аспект на оние што ги посетуваат и ќе бидат присутни на нив, ќе имаме навистина млади луѓе заради кои сето ова и го правиме, а тоа се уствари младите луѓе од Балканот, од целиот регион на Југоисточна Европа, кои се иднината на филмот тука. Оваа година фестивалот трае 10 дена. Празник за филмските креативци и љубителите на филмот. Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки е посветен на филмот и токму на луѓето што го создаваат. Филмот е магија и неконвенционална љубов кон животните авантури. Затоа овој фестивал има свој црвен тепих како предворје посветен на храбрите чекори, на страстните филмаџи кои неуморно ткаат приказни и на оние кои сакаат да им скубнат можеби неуспешно дел од таа нивна несекојдневна уметничка еуфорија. Овој фестивал е само успешно продолжување на делото на двајцата браќа Милтон и Јанаки Манаки, но и за тоа треба трпение, работа, верност на идејата. Фер е да се заблагодарам на Лабина што сите овие изминати години навистина многу ни помогна да се подигне фестивалот на највисоко ниво. Меѓутоа, исто така многу големи честитки за новиот директор на фестивалот, кој што пак исто така се потруди уште на стартот да внеси голем број новини. Мислам дека ова е најверојатно најдолгиот фестивал Браќа Манаки, затоа што трае 10 дена. Најбогат е со филмски проекции, со најмногу наслови, најмногу содржини воркшопови и мислам дека има најголем број гости оваа година. Така што филмскиот фестивал Браќа Манаки е големо значајно нешто не само за Битола, туку за Република Македонија. И мислам дека на ваков начин најдобро ја афирмираме нашата култура, нашата филмска дејност. Оттаму сигурен сум заради присуството на голем број филмски имиња, филмски звезди, има дел и режисери, кинематографери и така натаму, мислам дека нивното присуство укажува дека Интернационалниот филмски фестивал Браќа Манаки е најзначајното случување во сферата на културата во Република Македонија. Фестивалот свечено беше отворен со премиерната проекција на македонскиот филм Лазар.
на режисерот Светозар Ристовски. Филмот Лазар има доста актуелна тематика, се работи за превезување на мигранти, криминал и вторнување на македонските граѓани поради екзистенција во тие замрсени и од една страна сурови услови. Улогите во филмот ги толкуваат Дејан Лилик, Наташа Петровиќ, Красимира Кузанова и Александар Сано. Навистина за сите нас, верувам за целата држава, од огромно значење што еви ново издание на фестивалот Браќа Манаки имаме можност премиерно да видиме наш домашен македонски филм на режисерот Светозар Ристовски. Филмот под име Лазар. Навистина ми е драго и заложбите кои што беа во таа насока да создаваме и да имаме позголемена продукција на филмската кинематографија. Резултатите се видливи од година во година, значи македонските филмови премиерно ги гледаме на овој фестивал и јас навистина сакам да изразам голема благодарност, да ги поздравам сите режисери, сите продуценти и сите уметници од Република Македонија кои што навистина со нивните заложби даваат резултати во зголемување на македонската кинематографија. Тоа е многу значајно за нас и пред се сакам да кажам нешто што е важно, а тоа е дека Република Македонија веќе станува посакувана дестинација, светска дестинација за снимање филмови овде. Имаме продукција која што веќе снима, најавени се и други продукции. Посебно ме радува што и гостин на ова издание на фестивалот Браќа Манаки имаме гости од продукцијата Дизни и Варнер, кои што се присутни во Македонија и овие неколку денови шетаат да видат добри локации за снимање овде во неколку градови, така да и они денеска се со нас присутни. Поздрав до сите љубители на филмската уметност. Јас се надевам дека во овие неколку денови доколку трае фестивалот имаат можност да видат над 200 филмови и македонски и светски, така да верувам дека за сите љубители многу ќе значи овој фестивал. Филмовите се лекција за животот. На големото платно посветено на фестивалот на филмска камера Браќа Манаки се имаат прошетано бројни ликови, кои под професионалната палка на филмските професионалци, кои пак благодарение на развојот на современата технологија преку разни звучни и ефекти на фотографија, ја прикажуваат онаа страна на реалноста која што многумина ја чувствуваат, зборовите кои стојат на врвот на јазикот, но поради многубројни причини остануваат тишина. 36-тото издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки го носи мотото «Филмот е убав». Причина со нетрпение да го очекуваме и 37-то издание. Почитувани, ја следевте емисијата Кирилица посветена на фестивалот Браќа Манаки, еден од главните културни признаци на Битола на Република Македонија. До следното издание на Кирилица.